Македонскиот модел на проектот од град во село за нов почеток е еден од најповолните и со најмногу бенефиции во споредба со останатите држави. Миграцијата село-град е глобален феномен со кој се борат многу држави во светот и сите се справуваат на различен начин. Она што се нуди со македонскиот модел на проектот, кој го најави председателот на ВМРО ДПМН Груевски, има најмногу бенефиции и предности. Првата мерка во пакетот е субвенционирање на трошокот за купување или реновирање или градба на куќа до најмногу 6.000 евра. Оние кои веќе имаат куќа на село, ќе може субвенцијата до 6.000 евра да ја искористат за реновирање, за доградба, надградба или на самата куќа, или на земјоделски објекти како плевни, штали, магацини, складишта, силоси и слично. Второ, добивање на бенефиции за добивање на државно земјоделско земјиште до 3 хектари бесплатно. Искуствата говорат дека во Србија, поточно во Војводина, неколку години поред се обезбедува годишен фонд за поддршка на млади брачни парови на возраст од 40 години за купување на куќа на село. Брачните парови што аплицирале за мерката се обврзани да живеат 10 години на село и исто толку време не смеат да го отуѓуваат имотот. Друг услов е да немаат други недвижности на своје име, но и пакетот не предвидува давање на земјиште како што е македонскиот модел. Уште еден услов за брачните парови кои купуваат куќа на село е дека истата не смее да чини повеќе од 12.000 евра. Дополнително куќата што се купува мора да биде веднаш вселлива, односно да биде во добра состојба за живење. Не се предвидува парична помош секој месец, додека македонскиот модел од град во село се однесува на градба, реновирање или купување на куќа и има парична помош секој месец. Исто така проектот се спроведува само во Војводина и не важи за целата држава за разлика од македонскиот. Би рекол, еден период на депопулација на тие рурални средини предизвика да голем дел од селските средини од селата, значи масовно населението ги напушташе селата, доаѓаше во градовите и тоа сигурно дека имало своји политички оправдувања во тоа време, меѓутоа тие капацитети кои што се оставени, сигурно дека треба да ги ставиме во функција на производство на храна и во функција на едно поинтензивно земјоделско производство. Во Словенија поддршката на селата оди преку програмата за рурален развој, во која има мерка за основни услуги и обновување на селата во руралните средини, каде со пари од Европската унија се финансираат самите општини без директни плаќања и субвенции за семејствата. Мерките се финансирање во инфраструктура што е слично на веќе постоечката програма која има македонската влада, која само за оваа година предвидува износ од над 33 милиони евра. Во земјите во Европската унија во делот од заедничката земјоделска политика што се однесува на рурален развој, предвидува мерки за обнова на куќи во рурални средини и овозможува 50% поврат на инвестираните средства. Во Канада државата обезбедува бесплатна рента на објекти за домување во рурални средини како и кредити со поволна стапка. САД обезбедува програма за стекнување на дом во рурални средини или за реновирање и обнова на дом. Австралија обезбедува стимулации и дополнителни плаќања за земјоделци кои живеат во руралните средини. Кина стипендии за студенти кои ќе се вратат и ќе работат во рурална средина. Секоја држава го нуди она што смета дека ќе ги задржи луѓето на село.